Картата со оцена од заедницата представува истражување за состојбите на здравствената заштита и правата на ромките од чуторизари, поврзани со услугите за планирање на родителство, услугите во текот на бременоста и по породувањето. За целите на истражувањето беа спроведени 100 интервјуа со жени од чуторизари на возраст од 15 до 45 години, 3 интервјуа со матични гинеколози, 2 интервјуа со патронажни сестри. Ова истражување ги вклучува институциите кои се одговорни за пристапот до услугите и за нивниот квалитет. Иако согласно прописите од областа на здравствената заштита, прегледите кај матичниот гинеколог се бесплатни. 82% од жените плателе за ехо преглед во текот на бременоста. Кога ги прашавме, ни кажаа: бременоста ми беше ризична, па морав често да одам на преглед. За секој ехо преглед плаќав по 200 денари. Престанав да одам кај гинекологот бидејќи ми наплаќаше, а јас немав пари. Согласно медицинските упатства за антенатална заштита се препорачуваат 7 до 10 посети на гинеколог во текот на бременоста. Кога ги прашавме, ни кажаа: нередовно посетував гинеколог за време на бременост, бидејќи немав доволно пари. Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца предвидува бесплатни прегледи во текот на бременоста и за жени кои немаат здравствено осигурување, но ова право ги искористеле само 20% од испитаничките. Иако секоја жена треба да биде посетена од патронажна сестра по породувањето, 35% не биле посетени. Кога ги прашавме, ни кажаа: ни обрна многу внимание на мене и на бебето. Ми даде многу совети. Дури ми остави контакт за да ја прашам се што ме интересира. Најчест проблем со кој се соочуваме како патронажни сестри при вршењето на работата е недостигот на точни информации за жените што треба да ги посетиме. Комуникацијата со матичните гинеколози е многу слаба, односно соработката се одвива со само еден матичен гинеколог. Комуникацијата со породилиштата непречено функционира. Ние, жените од чуторизари, препорачуваме матичните гинеколози да не наплаќаат за прегледите, да се зголеми бројот на патронажните посети во текот на бременоста, системски да се реши незаконската наплата на здравствените услуги кои треба да бидат бесплатни кај матичниот гинеколог, ефективно да се спроведуваат мерките од програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца, системски да се унапреди комуникацијата меѓу патронажната служба и матичните гинеколози.